Добар ден. Силвана Бонева, по неколку часовен молк вчера, призна дека не го пријавила во антикорупцијска комисија станот од 109 квадрати во центар на Скопје на нејзиниот син Орце Бонев. Со пазарна вредност од околу 180.000 евра. Силвана Бонева ништо не демантираше. Сега ќе ви кажеме зошто молкот беше толку долг. Координаторката на ВМРО ДПМН не знаеше колку знаеме и колку може да продолжи да крие, па затоа тактизираше. Еве ќе ја помогнеме. Силвана Бонева не сокрила еден стан. Скандалот е поголем. Денеска ќе ви покажеме што уште не стои во анкетниот лист на Силвана Бонева. Силвана Бонева криела 2 стана за своите 2 сина. Еве го и вториот имотен лист. Уште еден стан со пазарна вредност од околу 180.000 евра, исто како и првиот, од 109 квадратни, плюс подрум од 43 метри квадратни. Исто така, на иста адреса, Димче Мирчев, број 20, 2 ката погоре, во истата зграда. Овој стан е на име на вториот син на Силвана Бонева, Гоце Бонев. Двата стана за двата сина на Силвана Бонева во центарот на Скопје во вкупна пазарна вредност од околу 360.000 евра. Еве го анкетниот лист за имотната состојба на Силвана Бонева со денешен датум 23 јануари 2014 година. Во него стои и имот на деца како дел од семејството. Пријавена е само заштеда од 375 евра. Становите ги нема. Фактот дека во анкетниот лист постои имот на име на деца, автоматски укажува на законската обврска на Силвана Бонева да го пријави целокупниот имот на семејството. Тоа не го очекува СДСМ, туку го очекува целокупната македонска јавност, која што има законско право преку антикорупцијската комисија да ја следи промената на имотната состојба на функционерите, посебно на оние кои примаат плата преку буџетот од парите на граѓаните на Република Македонија. Господјо Силвана Бонева, тоа што во вашиот анкетен лист постои наводен имот заштеда од 375 евра, упатува дека треба да биде впишана и оваа промена, а тоа се двата стана на вашите 2 деца во центарот на главниот град во вредност од 360.000 евра. Господјо пратеник Силвана Бонева, постојат 2 работи што јавноста треба да ги знае, а и вие како правник. Освен што се пријавиле имот на деца заштеда од 375 евра, во имотните листови од нивните станови во живеалиште се води вашата домашна адреса во Струмица. Кога децата имаат иста адреса на живење со родителите, тоа, господјо Силвана Бонева, се вика семејна заедница. Сега, господјо пратеник Силвана Бонева, како е возможно антикорупцијската да е виновна за нулите во имотот на Мјалков, за становите на Јанкуловска, а сега и за становите на вашите синови, односно да не го ажурира и вашиот анкетен лист како што тврдите? Ако е ова точно, ќе ви веруваме само ако пратеничката група на ВМРО ДПМН и вие како координатор гласате за разрешување на Државната комисија за спречување на корупцијата, да се сменат поради неспособност за вршење на својата функција согласно законот. При тоа, координаторке Силвана Бонева, би било добро за јавноста да откриете како вашите деца, штом завршиле факултети, успеале толку да се осамостојат, па и самите да си купат станови од по 180.000 евра среде Скопје.
Имотот што го посочувате како дар за децата, според вашиот документ, е вреден 11.000 евра. Како се заработуваат 350.000 евра, госпоѓо Бонева? Илјадници родители во Република Македонија би ви биле благодарни да ја споделите со нив тајната на вашето успешно родителство. Бидејќи и голем број од нивните деца, над 230.000 млади во Република Македонија, се веќе заминати од нашата држава да го печелат лебот во туѓина со години, но немаат имот од 360.000 евра.